Јовче, од Охрид. Блазе си ти, се бањаш ли? Митре, па од каде има тој Сандолино? Не е негова. Само јас сум овде и малите деца. Немој да ме жалиш. Брат ми Марко е овде. Марко, дојде на отсуство од армија. Ќе ме учи да пукам. Подзина, ќе ме учи да пукам, да моделирам ракети. Морзеова азбука. Јовче! Јовче! Циција, какво ми е тоа летување ако не ти дале пари да телефонираш? Да? Јас сум. Како може да доручкувам? Кога постојано ми телефонирате. Не сум ги изнел чиниите, уште не сум доручкувал. А за Марко и за Диме не прашуваш, само мене ме кликаш. Што беше ова? Да? Марко не е дома. А кој го вара? Верче. Верче! Вие да не живеете на улица... Само момент. Вие да не живеете на улица Јане Сандански, број 7, влез 4? Вас вбарал Марко? Можно е, но јас требаше да ве најдам и да ви предадам нешто. Да, кога сакате? Можам веднаш. На базен? Зар Верче беше вистинската девојка за Марко? Таа не тераше велосипедно, затоа пливаше како риба. И не можеше никогаш да знае како се чувствуваат сите оние што не го умеат тоа како неа. Славе! Да, вие Верче? Не сум бил запиличам учителка. Како е Марко? Супер! Одамна се знаете? Што од кога запозна Роска? Ти не знаеш Роска? Како не, Роска? Таа ми е пријателка. Само што сега поредко се среќавам од кога почнав да работам. Ова е за мене. Оди се облечи се, ќе попливаме малку. Да попливаме јас? Не сум гаќичка. Големиот проблем. Инструкторот ќе ти даде. Сашо! Дојди малку. Дај му гакички на дете. Морам да одам, имам закажано. Стој тука. Ти ли си играш вака со мене? Јас?
нешто. Марко не би можел вака да ме навреди. Знае дека руска ми е пријател. Ти си го пишувал ово. Честен збор, јас не знам ништо. Билјана ќе ме чека во 10 пред кино Вардар. Честен збор. Така почнаа моите страдања околу девојките на Марко. За возрастните таквите страдања се несватливи. Но јас влетав во нив неподготвен, со ранливо срце. Можев ли да ја оставам Билјана да чека пред киното, а Марко да ја извиси? Можев ли да не се чувствувам виновен што Верче е навредена? Или која е таа руска? Извини, Билјана. Се случува, Марк. Кај ти се билетите? Билетите? Баш си кавалер, нема што. А јас ти донесов чоколадо од мојата самопослуга. Не може ли сега да извадиме? Ќе го испуштиме само журналот. Распродадено. Те водам кај мајка ми. Па што ке ми е мајка ти, Ама Марк? ќе видиш, Пушти ме. мајка ми е срце. Добро. Повелете, благодарам многу. Ќе видите дека ќе бидете задоволени вие и вашата сопруга. До гледање, повелете пак. Повелете? Кои парфеми ги имате овде, ве молам? Па, имаме Диор, Јардли, Шанел Петничево. Билјана сака да проба. Може први Диор. Ви се допаѓа? Само доста е скап. Диор е најдобар. Благодарам. Попрскајте уште малку, не цици. Знаете, јас сум пријателка на Марк. На Марк. На Марко. На Марко. А кој Марко? Па и ти многу давиш, мамо. Ајде, Билјанче. Благодарам за парфемот. Молам, До гледање. а да купите? Страшна е мајка ми. Утре ќе ти сприцне друг парфем. Секој ден можеш да бидеш номерисан. И ти си страшен, нема што. Сакаш да го запознаеш татко ми? Кој е тој? Не онде во туристичка агенција. Онде? Се чуваат со мајка ми. Тој гледа кој влегува кај неа, а таа гледа кој влегува кај него. Да нема вртање. Можеш да го прашаш што сакаш. Во туристичката агенција мора да имаат информации за се. Така вели тој. Што да го прашам? Праша го што било збунет. Праша го, например,
Што се изедува човекот во текот на 70 години од својот живот? Што? Зарем не те интересира тоа? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве молам, Да, поведете. можете ли да ми кажете што се изедува човекот во текот на 70 години од својот живот? Молам. Па вака, во својот 70 годишен живот човекот изедува околу 6000 килограми леб. А тоа е цел вагон, нели? А потоа изедува околу 7000 килограми компири и тоа не е малку. А потоа месо. Месо, цели 5 крави и околу 15 свињи. Да, потоа и некое живинче. А потоа се разбира риба. Да, риба. Се на се околу 3000 килограми месо и околу 2000 килограми масти. Да, се на се. Имаме добар апетит изгледа, нели? Вие сте на вистина сезнајко. Ви благодарам. Ништо, јас, ние овде, па дојдете пак. Ви благодарам. Пријатно ми беше. Знаете, јас сум пријателка на вашиот Марк. Мислите на син ми Марко? Да. Ако, знаете, мене тоа не ми пречи. Дојдете пак. Довидување. Што се моткаш ти овде? Што се моткаш овде, а? Што се моткаш? Ќе ти најдам јас тебе работа, ќе видиш. Јас му ги давам тие информации. На вистина? Го пукам дома со такви работи. Тој сака да станам славен како Блаже Конески. Време ми е. Попладне сум на работа. Утре те водам јас во кино, важи? Во 10. Биди, точен. Што правеше за ова време Верче? Плачеше ли? Сакаше ли да се уда? Не смеев да ја оставам сама на цедило. Таа имаше кожа со боја на мед. Јас медот не го сакав, но не смеев да ја оставам на цедило. Добро што се чувме, Марко од памет ми извади. Сега ми е јасно, ма... Знам те, разбирам. И Роска да ми ја поздравиш многу. Сакајте се до небес. Еве го иде. Ќе го научам, ќе плива како рипче без гајле. Ајде, чао. Сега сакаш да си љубезен со мене, а? Да. Тогаш облекувај гакички, влегувај по мене. Но јас не знам. Сашо, најди му некои гакички.
играш? Верче, јас се срамам поради Марко. Остави го сега тоа. Ајде, полесно е така да ти помине стравото од водата. Сашо! И не дојде на време и не дојде. Дали брат му е дојден дури од војска, ама ич. Полека со солта. Добро да Милке требаше. Ај, на здравје. На здравје, брат. На здравје. На здравје, на здравје. Доста ми. На здравје, мамо. Ај сина. И ти ќе видиш. Само за моторот знаеш. Знам. А за единицата не знаеш. Знам. Знаеш, ти се знаеш. Има. Математика. Дали тоа треба нешто да се донесе дома? Дали треба да се купи? Дека тоа јас и мајка ти сме двократно на работа, воопшто не те интересира. Не Живее. интересира како не. Те интересира, како не те интересира? Само за да ја здувнеш кога не сме дома. Живе пак ја пресоли салатата, а ти реков. Добро, Демилке, добро. Ај, тато, на здравје. Мамо? Не можам си нема вино одбра, ај за тебе. Домашно е лачено. Ајде јас се малку да прилегнем, а? Прилегни, Се прилегни. прилегнем, ами како? Многу се умори. Прилегни. Не треба, не. Виж. Внимај! Полека, не, така, не. Исправи се. Ајде. Полека, нема стој толку, не. Така, чекай. Ајде. Виши, длабоко. Уште го нема. А Роска ме чека. Оди слободно, брат, јас ке го почекам. Сакам да го видам. Абе, тој сега се забавува на мртво. Девојките повисоки од него. Секој да му завиди. Навистина мислиш? Да, бе, абе, тој е чепатко, воопшто не грижи се. Ке се прчи со ова додека е жив. А Роска ми рече дека сум бил себичен. Е, па тогаш фатете го за прсте и седнете го в скут. Сегде со него. Добро е што и девојките се забавуваат со него. Билјана е одушевена, а убеден сум ќе биде и Верче. Е, да гледаш. Ако почне да учи да плива, убеден сум цел ден ќе го преседи на базен. Ма не напиши ти уште едно писмеце, јас лично ќе му го дадам. Тој нема ни да се потопи во водата, е. Толку ли се плаши, а? Сака да е оригинален. Зошто да личи на толку многу народ што знае да плива, сваќаш? Брат, јас морам да одам. Ајде. Ајде, чао. Славе! Каде е Марко? Со Роска. Со која Роска бе што трескаш? Исучи ја косата со фен, е. Ке настинеш?
Децата и возрастните се најмногу слични по едно. Често бегаат од непријатните средби со покривката преку глава. Јас ги одлагав за утре, за третиот ден од отсуството.